По интонирањето на државната химна во присуство на 233 од предвидените 238 делегати и 170 гости, денеска во Кичево започна 10-тиот редовен конгрес, како што беше речено, на ВМРО ДПМН. Највисокиот собир на оваа партија го отвори генералниот секретар Борис Мејковски, пошто беа поздравени гостите од одделни партии од земјата, а по усвојувањето на дневниот ред и верификацијата на делегатите, конгресот ја почна работата во пленум. По обраќањето на представниците на задграничните комитети од диаспората, на конгресот му се обрати лидерот на партијата Љупчо Георгиевски. Најпрвин се осврна на активноста на ВМРО ДПМН меѓу двата конгреса, од кои првиот беше за воскреснување на Македонија, а овој денешниот, рече Георгиевски, на Ѓурѓовден е почит кон историјата, 102 годишнината од Смилевскиот конгрес. Во овие 4 години наша главна цел, рече Ѓоргиевски, беше слободна и самостојна Македонија. Сега пак сме во тоталитарна држава, без пријател во светот, кога не принудуваат да го менуваме името и кога до вчерашните комунисти го ограбуваат народот како најтврдокорни капиталисти. Откако се осврна на тактичките пропусти во однос на можноста да се освои или учествува во власта, Ѓоргиевски рече дека сепак ВМРО ДПМН се реши да не учествува во власта заедно со Партијата за демократски просперитет, која сака да ја федерализира Македонија и бившите комунисти. За пројавените слабости во действувањето на партијата, Ѓоргиевски ја потенцираше колективната, но и личната одговорност. Се запраша, каде и дали грешевме? Или, дали беше исправна одлуката за бојкот на изборите? Дали е тоа политички пораз и маргинализација на партијата? Немаше друго решение, рече Ѓоргиевски. Ако влезевме во парламентот, ќе бевме само политичка фасада на властодржците. Неопходно е кадровско освежување што ќе доведе до промени и во Централниот и во Извршниот комитет. За нови, квалитетни кадри секогаш сме отворени.